Нашата гостинка многу добро ја познава македонската радио и телевизија, долги години беше наша колешка. Една од оние чија енергија ја обожувате на прва и не знам како краните ги замени со пат до Австралија, но тоа е веројатно доказ дека љубовта нема граници и дека за ljubовта се прави се. Кога започна пандемијата, ја имавме на Skype во Македонија наутро, во ек на големи карантини, сериозни ограничувања, ни кажуваше каков е животот таму и што се случува, и си ветивме на крајот на разговорот дека следната средба ќе не биде токму во студиото 3 на македонската телевизија. Емоциите се кај мене, спаси ја во студиото 3 на МТВ. Многу ми е драго што точно по 2 години чинам повторно се среќаваме и успеавме ветеното да го изреализираме. Добре ни дојде во Македонија наутро. Добро ве најдов, Кристина. Добро утро на сите гледачи. Навистина ми е драго и чест и задоволство и некако спомените, цела вака се ежам и да. Ќе се потрудам да не заплачам, меѓутоа навистина ми е драго што ве гледам сите и да ми останете такви. Темата на која што те повикавме да ни зборуваш е она што ти е практично искуство и живот последниве 2 години. Австралија сега има многу предизвици. Покрај ковид пандемијата, сериозна економска криза која што го тресе светот, и затоа сакам да продискутираме наредниве неколку минути, но ќе започнеме со тоа дека замина за Австралија практично во најнепогодниот момент за патување, во екот на големи карантини и почеток на ковид пандемијата. И тоа беше сериозна препрека, но успеа некако да стигнеш и до таму. Да, навистина кога заминав, тоа беше 1 декември. Австралија беше затворена, границите на Австралија беа затворени, меѓутоа јас доби виза на 18 март, а на 19 март Македонија ги затвори границите. И така започна сето тоа. Супругот кога дојде по мене, бидејќи навистина беше ризично да се патува, навистина е далеко Австралија, колку и да зборуваме вака, навистина е далеко, и беше ризично да патувам сама, беше страшно да не ме задржат во некоја земја, бидејќи секоја земја има свои правила. Пандемијата беше навистина владееше, се уште владее, се уште се чувствува таа дупка, да кажам, на аеродромите, посебно во Бризбен аеродромот буквално само 2 шалтери работат дури и ден денес. Авионските билети се уште се навистина скапи. И кога Джек доаѓаше по мене, Австралија сите му велеа каде одиш ти, човек? Австралија затворена, да, ти си првиот што заминува тука, останатите у авионот беа луѓе кои што беа депортирани или кои што им беше веќе завршена визата. Навистина беше. И Австралија беше една од ретките земји кои што има многу сериозни ограничувања и тука немаше играчки. Како ви поминуваше секојдневието, како ги поминувате оние периоди на сериозни локдауни? Да, навистина морам да признам дека Мелбурн и Сиднеј почувствува огромни локдауни. Бризбен, бидејќи е топол град, нема зима, бројот на заразени беше навистина многу мал, меѓутоа кога ќе соопштат на телевизиите 8 случаи, тоа за нив е, можеш да замислиш колку страшно. Доволно за тоа е паника, да, никаде не се оди. Австралиците се навистина луѓе кои што почитуваат, знаат, нема тука, ако е кажано и нема отстапки. Здравствениот систем се уште, но не под толкав притисок како што беше пред 2 години, и тука најмногу се дискутираше колку може да одговори, колку има капацитет генерално здравствениот систем во светот да одговори на пандемијата. Како беше во Австралија? И како се снаоѓавте на тема здравство и како се снаоѓате се уште на тема? На тема здравство огромен град е, 3 милиони, посебно за Бризбен ќе зборувам, 3 милиони луѓе и докторите баш и не се многу. Голема е бројката. Ако треба да одиш на редовен преглед, чекаш, закажуваш со сати, со денови, и верувам дека веќе искуството си го прави своето, па дека малку и ќе се растерети таа гужва и сето тоа. Кога започна пандемијата, се сеќавам на првиот сериозен состанок кој што го имавме со уредништвото во Македонската радио и телевизија, и една од првите точки беше внимавајте апсолутно како известувате. Тоа се знае, кодекс на однесување апсолутно во јавниот сервис, но моравме да бидеме апсолутно многу внимателни за да не се исплаши дополнително нашето население, кое што и така беше под стрес, што не може да се каже, да речеме дека изминативе 2 години апсолутно го испочитуваа сите медиуми, што запишани, што ТВ куќи. Како се известуваше на тема пандемија во Австралија? Моje мислење, вако искрено да зборам и објективно, малку се зацкриваше вистината секако и гледаа малку повеќе да ги заплашат луѓето, затоа што тоа е огромна земја, да не
да не отстапуваат и да слушаат. Таму не е како тука, многу се послушни. Ако кажеш вака и вака, нема љубопитност, нема истражување, значи закон се закон и се почитува. Има ли актуелни мерки во моментов? Каков е бројот на заразени пред да дојдеш во Македонија? Бројот на бројките паѓа ли? Не паѓа, за жал. Не? Да, се зголемува, особено кога Австралија беше првата земја која што целосно ги затвори своите граници и таа не знаеше како сето тоа ќе функционира и како се одвива. Многу бизниси пропадна. Тоа се чувствува по градовите, многу ресторани, особено малите градчиња низ Австралија, тоа туризмот сосема запре. И многу луѓе на телевизија и се жалеа и зборуваа јавно за тоа дека сакаат да се отворат граници. Од друга страна па имаше многу луѓе што се родени во Австралија што заминале на одмор па заглавиле во пандемијата и тоа беше наистина емотивен момент каде што после 2 години на аеродромите се среќаваат, се враќаат кога Австралија ги отвори. И тие видеоматеријали кружеа. Да, кога ги отвори своите граници, тоа беше навистина, сите гледавме и тоа е наистина убав момент да се вратат дома кај своите блиски, да си бидејќи имаше луѓе кои што живеат во Брисбен, стари родители, имаат свои деца во Мелбурн и во Сиднеј, не можеа да ги видат. Замисли, тука во една иста земја да не можеш да си ги видиш родителите. Има ли во моментов некои важечки мерки во однос на патувањата? Во однос на патување... И како ќе се вратите? Што се ви е потребно сега за враќање назад? Да, потребно е да бидеш вакциниран, меѓутоа... 2 дози или остана 2 дози задолжително, да. Меѓутоа има наши македонци кои што дојдоа овде како што не се вакцинирани, патот е малку подолг, поголема процедура, меѓутоа и невакцинираните може да патуваат. И како малку да ни беше пандемијата, ни се погоди енергетска и економска криза. Гасот вам не ви е проблем, енергетската криза нема да ве стигне, но економската и поскапувањето во сите сфери на општественото живење секако ја задира и Австралија. Каков е животот во моментов таму? Има ли поскапување, во кои сегменти најмногу? Да, во однос на храната и горивото. Значи, тоа е, дури самите австралици, они се многу практични. Не сакаат да трошат многу пари. Значи, се што можат да направат дома сами, да создадат, тоа ќе го направат. Не се расфрлаат многу со пари и сега за ова за нив дојде навистина шок. Многу е поскапено, особено зеленчукот и овошјето. Таму овоше има навистина многу, меѓутоа на една главица зелка чинеше 800 денара. Тоа е навистина многу дури за тој стандард. Добро рекоа експертите кога ни гостуваа во студиото, како ќе ја преживееме зимата. Ние ќе ја преживееме, ние сме научени да бидеме штедливи и се оној кој што троши е проблем како ќе преживее. Тоа е навистина точно, да, навистина. Црешите можеме да кажам сега баш пред да дојдам 1800 денари беше килограм цреши. Што тоа е за нив таму навистина. Што не би јаделе цреши, например. Ќе си заседиш во двор. Па нема, да, ќе избегнеме оваа сезона. На почетокот на Македонија на ауто имавме гостување од Стопанска комора на Македонија. Темата ни беше дуално образование, колку младите сакаат струка и недостигот на истата кај нас во компаниите. И Наташа, соговорничката, ни кажа дека имаме сериозен одлив на квалификувана работна сила. Дел од нив одат во Австралија, дел во Европа, Америка, барајки се разбира подобро утре. Е сега во контекст на ова, што нуди Австралија за младите во контекст на она подобро утре? Вистина ли се сите информации кои што кружат дека нели ако дојдете има работа, има услови, има живот, има навистина има, би било навистина жално да кажам дека нема. Има не само за младите, туку има и за повозрасните. Има место за сите. Австралија е најненаселениот континент, меѓутоа проблемите се визите. Тоа морам да кажам, иако нема навистина многу луѓе, 24 милиони не се малку, меѓутоа има место за сите. Посебно важи за македонците, ние сме интелигентен народ, вредни, работливи, се трудиме и со сигурност сум дека сите што ќе дојдат ќе успеат. И во најавата кажав, не знам како го остави екранот за да заминеш за Австралија, но ти не достига? Не, искрено. Не? А си мислев дека ќе се обидеш во Австралија во некој од Ќе се обидам, да. Ќе се обидам, меѓутоа проблемите со визата го направија своето, морав да бидам дома, бидејќи имавме проблеми со визата. Джек што остана тука во Македонија 5 месеци, Австралија е со законите и со процедурите навистина бара детално, зошто бил тука 5 месеци, како дошол. И сето тоа беше процедура и уште една работа бараат, секој кој што сака да живее и да остане таму, мора задолжително од владата да посетува училиште по англиски, без разлика дали си добар во англиски или не. Училиштето мораш да го посетуваш. Се заострува на имиграциона политика?
Мајки предвид колку наплив на нови жители? Да, морам да признам кон одредени луѓе. Меѓутоа ајде ова интервју ќе го постираме нели таму. И уште едно малку да се нашалиме. Уште едно прашање, нема да те пуштам така лесно. Спомена дека во меѓувреме бараш некој ангажман во телевизиите. Дали тоа значи дека додека не го најдеш постојаниот ќе може да те користиме како репортерка кој сега на Skype во Маратова за да си потпишеме со време пред да заокружиме? Во секој време, знаеш, посебно за оваа телевизија израснав овдека, ова ми е дома, во секој време и за тебе исто така. Што најмногу ти недостасува кога ќе поминеш границата од овде? Храната. Број 1 храната, а се разбира семејството. Морам да бидам искрена дека јас мислев леле ќе отидам таму, се ќе биде супер, се ќе биде лесно, нови пријатели, да, тука сме се, знаеш, кога ќе посакам ќе можам да се вратам, па не беше навистина така и добив еден животен шамар кој што ме опамети и некако морам да признам дека созреав, дека не е се така лесно и едноставно. Да, вреди некогаш да се ризикува, меѓутоа треба да се размислат и последиците. Ми не достигаат моите и не знам дали таа дупка некогаш ќе можам да ја пополнам така, меѓутоа, Македонија секогаш ќе ме врзува и секогаш ќе биде мој дом. Како рекоа твоите родители, кога и да сакаш, можеш да се вратиш тука, да. Па можеш да се вратиш и тука. Се надевам дека супер ќе биде таму, но доколку размислуваш за таа опција, и Македонската радио телевизија нека ти биде тука негде на. Јас ве чекам на гости да ми дојдете. Сакаме. Бризбен 2023 се подготвува за Олимпијада, целиот град сега се спрема уште од сега, така да ве чекам. Ова ми се допаѓа на твој терен. Да. Благодарам многу, Спасија, за гостувањето во Македонија наутро, што одблиску некако им доближивме на нашите гледачи како во моментов се живее во ситуација на два сериозни предизвика, и пандемија и економска криза. Веднаш по враќањето во Австралија ќе ти искористиме повторно, како што споменав, со нови информации, но од Skype. Секогаш, во секој време ви благодарам и посакувам на гледачите да останат со програмата на Македонската телевизија и се гледаме. Благодарам уште еднаш. 9 часот 26 минути музичка номера во продолжение, па уште еден настан кој што и тоа како му требаше на Скопје.